se sluči koga daje, može denes, može utre, samo jeden Gospod znaje. Čovek saka se da ima, ama se za site nema, što je ova teška bolest, da se graba, da se zema. I ja sakam da sum gore, ama dolu kojke preta, narva treba gore mene, samo umo sam mi leta. Ja sti sum roden baksus, od nebo padat za vreme, toj sum si tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke smislam ne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Lele majko što me rodi. Život moj od život, ne mi rekao, ne taka, moja život imam, kako nekoj drug što saka. Mnogo smetki džebotenog, što li prvo da se plati, sajmi velatno i dolgot, mora jednaš da se vrati. Džabe ti je srce polno, nikoj srce ne ti vara, sekoj licem ke ti plesne, ovoj sve govrti para. Ja sti sum roden baksus, od nebo padnat za vreme, toj sum si tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke smislam ne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Lele majko što me rodi, lele majko što me rodi. Seguiamo. Ciao. Ciao.
Абе, гледаш ти кај оди, бре, човек. Слепеце. Кесите. Што? Јагнешко нема. Јајцата. Какви јајца? Какви јајца, бе, човек? Какви? Ти од кај си? Од Долнодупени. Од Долнодупени? Од Долнодупени, брате. Мене најдеме да ме зезаш од Долнодупени, а? Значи сакаш да се заебавам, ајде, добро. Тоа ќе те чини лична карта. Ајде. Повели. Живко, од кога си со брада? Од Долнодупени. Живко, Долнодупени. Да. И? Абе, вие сито Долнодупени сте вакви? Какви? Никакви какви Долнодупенци. Море. Дојдам ли еднаш од работа да те најдам разбуден и да не ти смрдат то чорапите? Абре, доста со тие пубертетски штосови. Како не ти е срам? Носиш очила за сонце и кога треба и кога не треба. Гледаш негде сонце? А? Или мислиш дека си фраер? Нели лекарот ти кажува тоа? Што си ми кажувал? Ќерки не стаселе за мажење, а ти ми изигруваш тука долнодупенски вечер. Ајде ваму со мене. Каму Јагнешко? Јагнешко нема. Нема? Сигурен си дека нема? Кај Мешко Јагнешко нема. А, кај Мешко нема Јагнешко, а само Мешко е месар во Скопје, нели? Тоа е. Кај него купува. Слушај, градов потона од Јагнешко, ти ми велиш немало Јагнешко. Живко, ајде да расчистиме некои работи. Ме начека како на олук.
Сакам сега и овде да расчистим. Ovde v kujna. Ако мислиш дека работите со тебе ги решавам в кревет, си се зезнал. Да не речам си се заебал. Никогаш ништо до сега немаме решено в кревет. Ама ovde tenđerinja, šporinja, frižideri, jagneško nema. Да не ти треба музика? Pa da ti kažem, v ovaj ambijent se čuствувам малко депресивно. Што? Депресивно. Живко, вечерва славам јубилеј. 100-та операција на слепо црево. Ми доаѓаат колегите и колешките на јагнешка скара. Скара имам, јагнешко немам. Значи юбилей? Па тоа е за мене мал подвиг. 100-то слепо црево е извадено од употреба. Па! Злато мое. Не обеживе се. Не обеживе. Ма како? Тоа е... Немој сега. Живе. Живе, бе. Не обеживе. О, живе, бе. Бе, немој сега, живе. Немој. Живе, бе. Живе, бе. Милке, душо, Немој, живе. срцето ми горе, Милке. О, живе. Па внимателно, па тук. Немој, бе, живе, бе. Немој. Ајде. Живе, па да не дојдат девојчињата. Злато мое. Мора да го одбележиме овој јубилеј. Да прославиме. Ова е голем ден и за мене. Ти си се што имам. Ти си дел од мене. А веќе те голтнам како јаготка. Живе, страв ми е сузе да не дојде. Па знаеш дека обично ова време до... Мамичко, како ми помина на училиште? Ми се јаде. Море, на куклето му се јадело. Сега тато ќе оди да сервира. Сузе! Јагне, татино! Кравче вчерашно, како возо? Од тој дома до пенсион? Добро, само граф ли ќе јадеме? Татко ти. Вечер мила ми доаѓаат гости. Пак? Добро, дај ми пари да одам на пица. Мамичка сака да ти израдува нешто. Пак некоја тешка операција? Крајници? 100-то слепо црево. Јес! Добро, те молам, не ми кажуве ништо, ќе ми се одједе. Дај ми пари. Види. Графчето се стопли, ајде! И салатичево е готово, уште зети наставам. Каде е сузето, татино? Сузето татино не ти јаде граф. Сузето татино отиде на пица. Ајде да ручаме, после ке... Уста не ми се отвара. Времето трча, гостите ќе дојдат, јагнешко нема. Нозете ми се пресекоа, живее. Кажи што да правам. Гладен не можам да размислувам. Ајде, оди јади. Без тебе? Не. Извади ги очилата, те молам. За тебе во секое време. Станувај. Не можам, оди ти јади, јас после ќе јадам. Со кое раче оперираше? Со ова? Телефонот звони, јави се. Јадам, јави се ти.
Ало? Дедо! Дедо, како сте со баба? Дедо, не викај! Арни, каде е Да. татко ти? Тато треба да е дома, да. Воло ни Да. се. Вол? Како вол, бе, дедо? Воло, телето. А, теле? Не, абе не. Што ми мекаш, бе, дедо? Ти пустив јаг. А јагне? Јагне. Дедо, ништо не те разбирам. Лаге, Дедо, причекај малку, сега ќе го викнам тато. Причекај малку. лаге. Амо, добро ти е? Аман бре, дете бре, Благице! Тато, дедо на телефон. На факултет беше? Телефонот. Аман бе. Ало! Тате, ти си? Како сте со мама? На кравата се отели. Кравата се отели. Машко, бре. Машко, а? Ало, Јунец? бре, Живко. Браво, бе, тате. Живко. Ти пустив јагне. Со камионо на браќа Наума. Петре Вовци. Когаш? Што? Дома сте? Дома сме, бе? Ало, Живко. Мапни го во фурна. Дома е нестата. Невестата? Милчето мое? Добре, бе. Еве, мафтат со раката, бе, поздравуват и тебе и свекрвата. Ало, Да. ти пустив јагне со камионо на браќа Наума. Абе, пострико Петрета ќе го испуштиш? Петре Вовци. Со Да. камионо на браќа Наума. Добро, те разбрав. Ало, Живко, да го одериш. Мајка ти Слушај. сака да дој во... Шо велиш? Ало, Живко, Одрано, заклано. сака да дој во Скопје. Ало, Добро, добро. сака да дој во... Ало! Баци ја мама од мене. Мајка ти сака да дој во... Ало! Ало, Тате! слушаш? Ало, не те слушам. Пе се прекина. Што е сега, главчето, а? А, душичкето, а да не ти од очилата, не се твој број, па... Нема бе, живе. Да ти ги истријам малку жилите на вратчето? Пак се каравте? Благче, пиле моje, па тато зарем на таков ти личи. Пријавив испит. Ќе ми дојдат колегите. Им ветив јагнешка скара. Кој ќе се срами? Јагнешкото ќе стигне живо и здраво. Само трпение спасение. Тато ми се јаде. Оди, пиле моje, има графче од вчера, како мозок. Јадев сендвич. И краставица. Пиев сок, наја од жолтиот. Одам да учам. Олека бе, дете бе. Како да чув јагнешко? На телефон со татко ти. Татко ми и тебе ти е татко. Јас си имам татко, фала Богу, здрав и жив. Татко си имаш, ама јагнешко немаш. Па татко ми не е овчар. Леле. Ама си чувствителна. Одмори се сега малку. Ќе ти донесам кевенце. За моето бебенце, топличко кевенце. Остави сега се на мене и свиркај си. Може да ти го бакна малку носето? О, вие? Жена ми, знаете, таа... Соседу, прв пат ве гледам без очила. Леле, колку помлад изгледате. Милчето тука е, нели? Чичко Живко, надвор на автомобилот ви напишале Живко долно дупенецот. Така, ке тепам некого. Мери моја беше болничка, имаше температура. И стававме инекции, знаете. Па, тетка Милка да ми стави, тетка Милка да ми стави. Деца. Чичко Живко, сузата ваше го видов со дечкото, вчера се бацуваа во влезот. Видеа ти мучла една, се бацувале. Соседу, ни овде вака наврата. А, повелете. Благодарам. Жено, злато.
На гости ни дошла соседката Беки. Соседке спиевте, извинете вака. Оперирав, малку сум изморена, па прилегнав. Извадив едно слепо црево. Те ми извадиле слепо црево на некој батко или на некој чичко? Тетка Милка, јас немам слепо црево. Мери моја беше болничка, температурче. Стававме инекции, знаете. И тетка Милка да ми стави, тетка Милка да ми стави. Тетка Милка, ама тетка Милка не става пеницилин дома. Седнете. Да. А сега мажот ми не е дома. Ќе се напиете нешто? Морам да ви признам, мажот ви без очила е многу помлад. Му го тестира видот, не ќе мора да ги носи повеќе. За пиење нешто? Да, би се напила нешто жестоко. Жестоко? Како сте ме погодиле? За вас имам нешто специјално. Долнодупенска комова. Ја чувам само за специјални гости. Каква? Јас ќе се напијам една. Не памтам од кога не сум се напила, пред едно 3 години. Кога ја направи 30-та операција на жолчка. Точно. Правевме, одбележавме едно јубилејче. Да. Трчам. Бати денот. Да ти се плукрам. Ајде, влезете! Влезете! Доаѓаат едни дедо и баба. Ги познав. Слободно, влезете. Благодарам. Добри сте? Така. Вие како сте, а? И јас. Така. Седнете. Благодариме. 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 Пак притисокот. Си исплашил. Денеска 10 пати му го мерав. До сега се каравме. Вели не сум знаела да мерам притисок. Колку што ми е мене познато, апаратов е добар. Не е до апаратот, туку до телевизорот. Цел ден седи пред телевизор. Слуша вести и се нервира. Во 5 вести, во 6 вести, во 7 вести, а не и во 6,5. Во 7 вести, во 7,5, 9, 10, 11 до 12. После не може да спие и зема таблетки за смирување. Не си се избричил. Што? Не си се избричил. Немам жилети, а и ме мрзи некако, жена. Мари мајка. Мамичке, вчера дедото ме удри со бастумот. По газот. Те моли, мамичка, одигре си. Ајде. Море, си имам проблеми со простатата. Па мислам да ја тргнам еден нож. Што велиш ти, докторке, а? Ајде сега, па за нож е најлесно. Со таа простата тука ми се качи, тука. Од него не можам на ред да дојдам. Со ногава сум за никаде. Од вајскалите ги качувам. Сите ќе ве средам. Живко! Живко! Само првин да го средам, Живка мој. По ракија отиде, ракија се стори. Соседке, долго време се мислам дали да... И вие нешто со здравјето? Не ми се верува, Бога. Не ви се верува, па си имам мака. Цело време се мислам дали да го коригирам носов. Е тоа на пластична хирургија. Живко! Дома гости, а тој секогаш вака ми прави. Што ракија ќе беше таа, како ја вика, долнодупенска.
Кај отидоа децава? Нека се живи и здрави, ама многу се немир. Леле со овие деца. Вчера ми го скина вестникот. Мислите, мене лесно ми е? Ни минута не можам себе си да си посветам. Сега ќе ви откорнам по малку косичка. Да не сте писнале. Стрико Науме, ти? О, внучко, абе, јас, ами кој друг? Стрико Петре требаше нели да дојде? Не, денеска Стрико ти Петре, овчар е, муци е. Маме! Белка. Уба, тој бе. Ти, Арен? Арен. Така. Да влезеше дома, да? Не. Стрина ти ме чека на пазар. И многу работа имам. Слушај, татко ти го прати јагнево. Баб ни го во фурна, како лукум ќе се направи. Ајде. Да влезеше на една ракија? Домашна. Аби шо домашна наша, долнодупенска, брате. Внучко, за ракија држава продава, мама не можам, разбери ме. На ти го јагнево. Арно. Слушај. Опа. Белка. Со здравие да си го јадите. Фала да си здрав, жив. И остани ми со здравие. Ај со здравие. Наминете со Стрина после пазарот. Ајде, друг пат. Јагнешкото стигна. Живо. Ти не си нормален. Цицелче. Можеш да го заколиш? Јас? Јагне да заколам? Никогаш. Добре бе, Колев. Може да го допра малку? Колку е убаво. Абе, хирургот е тука, тој ќе го среди. О, директоре, вие. Повели, ова е за тебе, ракија жолта. А господјата каде е? Повелете, ова е за вас. О, цвеќе. Многу ви благодарам. Навистина ми требаше. А како сте вие? Никако. О, а вие нешто гости? Да. Убаво. Добар ден. Стигна и ракијата долнодупенска домашна. Извинете, малку задоцнив, но... Долнодупенска жолта, така? Беки, со гаранција. Директоре, може и за вас? Не, од моја ракија не пијам. Живко, треба да се видиме малку насамо. Насамо? Да не треба во спална да одиме? Случај, нема време за твоите долнодупенски штосови, те молам. Како да го крстам ова ваше доаѓање? Како изненадување, како грижа за вработените? Или пак ви требам јас, а? Никаде те нема кога најмногу си ми потребен. Живко, бродот тоне, а тебе дома ти шетаат јагниња, а? Бродот кога да тоне, капетанот останува на бродот и се дави. А патниците кркаат јагнешко. Види, ако мислиш дека си патник, си се зезнал. Ке тонеш и ти со мене. Ама јас сум чист. Ке видиме. Насуво сум. Светнат. Впрочем, ова ќе го завршиме утре на работа. Какво утре? Веќе денеска е доцнака, а не утре. А за доцна кај нас во Дупени, знаеш како има една поговорка? Викаат, како ќе си постелиш, така ќе си легнеш. Мирен сон, директоре.
Повелете. Знаете, јас... Може чаша вода? Вие сте... Од судот. Не сте платили 4 месеци парно. Парно?